1 мај, меѓународен ден на трудот, ден кој е потсетник на работничките права и на тоа колку истите се почитуваат во општеството во кое живееме. На прашањето дали и колку правата на работниците се почитуваат и вреднуваат во земјава, граѓаните велат: се изместија работите, некои едва и крпат крај со крај, додека други се богатат на туѓ грб. На 1 мај се почитуваат ли работничките права? Па треба да се почитуваат. Треба. Не се почитуваат, ама треба. И понатаму сме земја со најнисок минималец во регионот. Треба ли да се поработи малку на ова поле? Треба, како не. Не се преживува со минималец. Тешко се почитуваат работничките права. Ако една држава буџетот го прават граѓаните и обврзниците овие што ги плаќаме ние, давачките, не се тоа државни пари, тоа се народни пари. Е со тие народни пари некои многу убаво живее, ама баш тие што го полнат буџетот, тешко живеат. Кога тоа малку ќе се разграничи и кога тие луѓе што ги бират таму за да водат сметка од народните пари, тие пари не се нивни пари. Ама за жал они убаво живеат со тие пари, а граѓаните малку потешко. Не е во ред, треба да се работи на тоа поле, за да можат да ги задржат и младите работни сили. Сите си одат од државата, тоа е страшна работа. Ќе останеме држава на стари луѓе само. Статусот на работникот никогаш не бил полош и затоа платите мора да се зголемуваат согласно реалните трошоци за живот, порачува председателката на гласен синдикат Кристина Ампева. Според неа, колективниот договор не се почитуваа, досега покачување на платите видовме само со законските усогласувања, а не и реално зголемување. Ампева подвлекува, Македонија и понатаму останува земја со најнизок минималец и најмал економски раст во регионот, а според неа, работниците годинава го одбележуваат меѓународниот ден на трудот со бројни прекрашувања на работничките права.